за мене искрено факултетот е добра работа кај што имаш некоја основа. Так. Меѓутоа ако ќе излезеш на пазарот на труд, не се работи колку знаеш, него се работи на кој начин и како ќе го покажеш твоето знаење и не е се во знаењето техничко, него има и други работи, други аспекти кај што ти се многу важни во работата. Во мојата струка инженерска многу слабо кој го разбира тоа. Посебно економија, трговија, политика, да речам, се е тоа неколку различни аспекти кај што ти мораш да го продадеш тоа што го правиш. Так. Не можеш туку така. Човек која ќе отвори бизнис ради идеја е нешто магично, чудна работа. Ја го размислував тоа, начини, математики правев, се тоа како би изгледал финансискиот дел. Меѓутоа имаше една вечер, предходно јас тебе те упознав на еден бесплатен семинар. Ќе дојдеме до тоа. Да, окей. Меѓутоа те упознав и ти ни кажа што треба да запишеме цели и така натаму, кај што ја предходно не сум го знаел тоа. И имаше една вечер, нереално беше за мене да заспеам, таква енергија, адреналин, од ништо, нормална семејна вечер кај што треба да си легнам и утре да идам на работа. Се станав од кревет, само запишав од тетрадка дека ја за 6 месеци од денес ќе отворам фирма. Точно датумот од кога го запишав тоа, точно неколку дена пред тој рок, јас основав фирма и почнав да го правам тоа што го правам. Имаше 3 работи, не ми кажа ќе ја понесев тетрадката, 3 работи од кои едно беше да основам фирма, второ беше да ја стабилизирам за одреден период со одреден број на луѓе и трето беше како јас да се тргнам од фирмата, да оставам да работи сама себе си. Сите тие, практично целото твое водење на тој семинар, за големата група на луѓе може ќе звучи од мене арогантно и глупо, меѓутоа изгледаше смешно и као има луѓе тој ден саат да потрошат и тука малце да се пошегуваат и да дофрлаат и така натаму. Меѓутоа ја во тој период понесен од мојата идеја, читав одредени книги, кои што не ги разбирав доволно, али сите твои насоки, изборења и насочувања и факти водеа кон тоа ја што сакаш, кон мојата замисла. И затоа јас бев стегнат во грч и многу ме интересираше секој нареден збор што ќе биде, за да јас можам да се врз основа на твоите зборови јас да извлечам поука. Посебно вежбата, што јас ја направив... По тоа веќе сме ја правеле 100 пати истата, нели? Да, окей, после на другите семинари, да. Меѓутоа, баш таа вежба јас што ја направив, таа вежба мене ми донесе малтене предвидување на мојата иднина само со многу пократки рокови. Малтене ако беше 1 година до 3, тоа мене ми се случи за една. Ако беше од меѓу 3 и 5, тоа ја веќе го добив на 2. Веќе 10-та година јас не сакам да бидам толку амбициозен, меѓутоа 10-та година може да се случи меѓу 3-та и 4-та. Добро. Искрено, врз основа на тие записи, мојата скромност тогаш, а не погледнување кон реалната визија, кон тоа што можам јас да го дофатам, беше тоа. И сега јас гледам како сите работи, сите мои пишани документи, не само таа вежба, и од сите други вежби што сме ги правели во Mastermind и во било каде, малтене, само треба да помине времето и се тоа, исто како што е напишано, излегува. Сега има некои предизвици во текот на остварувањето, меѓутоа дел од работата.